Зошто го говориме ова? Зошто го правиме толку често? Затоа што на крајот на денот важни сме сите ние. А аерозагадувањето секоја година глобално одзема се поголем број на животи. Пулмолозите го нарекуваат тивокубиец, бидејќи ефектите од него се незабележани и не можат лесно да се измерат кога станува збор за човечките животи. Токму затоа темата ја заокружуваме со која ако не, туку здравствените експерти. Што велат тие на оваа тема, колку треба да бидеме внимателни, како ние да се заштитиме во меѓувреме додека очекуваме конкретни мерки за спас од аерозагадувањето. На оваа тема Симона со доктор Дејан Докич утрово последните информации ни ги дава во Македонија наутро. Симона, доколку сте подготвени, повеле. Аерозагадување во моментов нема. Меѓутоа, од досегашното искуство, барем пократко од овој период, веќе ќе биде и забележително, а и ќе се чувствува и кај граѓаните дека аерозагадувањето веќе се зголемува, особено кога ќе се зголеми бројот на PM2,5 и 10 частичките, па токму затоа дознаваме во разговор со пулмологот Дејан Докич од досегашно искуство, меѓутоа и од досега работата со пациенти, кој најмногу го чувствува тоа и како влијае врз обемот на работа на пулмологија. Така што ви благодарам што издвоивте време утрово да позборуваме за важна тема која што за кратко ќе биде веројатно и секојдневие. Да, веројатно оваа тема ќе биде уште поактуелна во следните месеци. Инаку во однос на вашето прашање, генерално сите луѓе, дури животните, страдаат од аерозагадување. Меѓутоа некои повеќе, особено некои пациенти кои што имаат хронични заболувања на респираторниот систем, како што се астма, хронична белодробна болест, фибрози и некои други заболувања, како што се синузити, тие страдаат во поголема мерка, бидејќи им се влошуваат хроничните симптоми. Да не заборавиме и пациентите што страдат од кардиоваскуларни болести, исто така и тие во поголема мерка ќе имаат симптоми во текот на зголеменото загадување. Да не ги заборавиме и нашите најмлади, тоа се децата, кои што се највулнерабилни на аерозагадувањето. Така да постојат студии кои што кажуваат дека кај деца со астма настанува влошување или екзацербација на болеста кога PM10 частичките се во поголеми концентрации од дозволените. Предпоставувам дека обемот на работа на пулмологија се зголемува и дека тоа веројатно е нешто кое што вие секојдневен предизвик за месеците кои што следат. Па на кој начин, еве, доколку постои таков совет, воопшто може да се превенира или граѓаните на некој начин пред време да се заштитат, иако предпоставуваме невозможна мисија? Видете, аерозагадувањето, ако гледате неговите физички и хемиски особини, тој е оксиданс. Значи, сите аерозагадувачи, не се само ПМ частичките. Тука имаме и азотен диоксид, издувните гасови од дизел горивата, имате озон, така да тоа се нов тип на аерозагадувачи и сите делуваат на тој начин што преку оксидација го оштетуваат епителот на респираторниот систем на кожата и така натаму. Од таа причина земањето на антиоксиданси би помогнало кај сите, значи здрави и пациенти, да на некој начин го намалат штетното дејство на овие аерозагадувачи. Од друга страна, за оние хронични болни во повозрасната доба, би требало во моменти, денови, кога е преголемо аерозагадувањето, да не излегуваат надвор или доколку излегуваат на кратки прошетки или потреби во надворешниот простор, да користат маски N95. Знам дека не се популарни, меѓутоа сепак до некаде штитат. До некаде кажувам. Инаку има и специјални маски кои што, ако се сеќавате пред ковидот, беа доста популарни, кои што исто така има HEPA филтер и штитеа од аерозагадувачите. Ги потенциравте критичните групи граѓани кои што се најосетливи на аерозагадувањето, меѓутоа ако се земе предвид дека ова е нешто што трае со години, колку на долг рок влијае и кај здравите луѓе, помладите кои што можеби во овие моменти немаат никакви здравствени проблеми, меѓутоа
во текот на времето колку и кај нив би се загрозило здравјето. А како што реков, сите аерозагадувачи делуваат оксидативно и предизвикуваат едно лесно воспаление на респираторниот тракт, евентуално и на кожата. Така да сите пациенти, односно и здрави особи кои што ќе бидат долгорочно изложени, ќе осетат одредени симптоми како што е печење, можеби во очите, во носот, кашлање, кивање, гребење во грлото. Тоа се некој вкус непријатен во устата. Тоа се некои симптоми кои што доколку долгорочно се изложуваат пациентите може да ги осетат. Не се кај секого подеднакво штетни, зависи индивидуално од самиот организам колку е спремен да се бори во однос на овие штеточини. Меѓутоа, секако дека негативно ќе влијае на нивното здравје. Така што советот е, предпоставувам, за зимските месеци кој може да си дозволи да избега некаде во планина и на чист воздух. И тоа ќе биде краткорочно, долгорочно ќе бидеме повторно осудени на аерозагадување. Токму така, ви благодарам многу за денешното гостување во Македонија наутро. Ви благодарам, Иван. Тоа беше разговорот со пулмологот Дејан Дукич, кој што ги сподели сите негативни страни од аерозагадувањето, а и групата граѓани кои што најмногу го чувствуваат тоа, иако за тоа што ова е проблем кој што трае со години е на долгорочно ниво, сите ние го чувствуваме, па ете доколку може да се земе како совет, односно некаков мини баланс, треба да гледаме да се дистанцираме од градската средина, барем во оние месеци кога има најголемо аерозагадување, секако доколку е возможно.